ВМРО ДПМН кај Вилма Русковска предизвикало анксиозност и душевна болка, а поради опозицијската партија шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција не можела ниту да спие навечер. Предизборните спотови на опозицијата насловени "Криминална вистина и штант на лагите" предизвикали лутина кај Русковска, кон најголемата опозицијска партија. Ова се причините на кои обвинителката темели тужбата за клевета и бара вкупно 10.000 евро оштет од тужените ВМРО ДПМН и коалицијата Христијан Мицкоски и Игор Јанушев. Она што ја загрижува одбраната во овој случај е што ваквата состојба на Русковска може да доведе под знак прашалник нејзината објективност и непристрасност кога се во прашање предмети кои таа ги води против опозицијата, а тие не се во мал број. Адвокатот на ВМРО ДПМН е Панче Тошковски порача дека за состојбата на обвинителката и нејзините чувства кон опозицијата ќе бидат запознаени сите домашни и меѓународни фактори во Македонија. Во делот на постоење на лутина на тужителката спрема тужените, постоење на анксиозност, постоење на загриженост, дури стои дека тужителката претрпела душевна болка и истата имала и несоници. Сето ова го доведува под знак прашалник објективниот и непристрасен пристап против сите неистомисленици, против сите оние кои што имаат критички настап кон сегашната власт, воедно и против самата политичка партија ВМРО ДПМН. Според Тошковски во овој случај нема никаква клевета ниту навреда, туку станувало збор за сарказам. Со ваквиот став на Тошковски не се согласува Панче Евтимов, адвокатот на Русковска, која не се појави во судница. Значи нема сарказам и нема критика за лице кое што не учествува во политичкиот процес на изборите 2020 година да биде злоупотребено на тој начин. Јавна критика да, на јавните функционери да, но со аргументи. Оштетното барање од 10.000 евра спред одбраната е превисоко и може да предизвика ладење на критичката мисла кон работата на власта во Македонија.